Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Јавниот превоз во Скопје е во криза. Не, во депресија е. За ситуацијата со превозот на град Скопје СДСМ одговорноста ја префрла на ВМРО ДПМН, нагласувајќи дека станува збор за смислено сценарио. Од ВМРО ДПМН не сакаа да ја попуштат на Данила Арсовска ни милиметари и постојано ја обвинуваат, иако со нивни гласови стана градоначалник. А од ЈСП Скопје вчера информираа дека во главниот град сообраќаат само 25 автобуси, а останатите се паркирани во автобазите во Автокоманда и во Ѓорче Петров поради недостиг на гориво. Граѓаните не ги интересира зошто нема гориво, каде одат парите за гориво, само сакаат редовен превоз. Плаќаат слободни месечни карти, а одат пешки или со такси. Кој ќе им ги врати овие средства на граѓаните? Кој ќе го плати доцнењето на работа, на училиште, во болница, на суд? И секаде се доцни. Место 250, само 25 автобуси се движат низ главниот град и нормално граѓаните ни криви ни должни чекаат по 3 до 4 часа. И кога ќе дојде еден од овие 25 автобуси, ќе се испотепаат кој прв да се качи. А тие што се внатре, веќе ќе се испотепаат кој попрво да се симне. Автобусите ни личат како да сообраќаат во Индија. А нас темата во црвена линија ние. Има ли некој во Советот на град Скопје што ќе се сети дека скопјани ги бирале? Имаме и прашање на Инстаграм стори, за тоа треба да не заследите на Инстаграм, веднаш да кликнете на Инстаграм стори и да ни одговорите. Се ближат избори, дали знаете за кого нема да гласат? Имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе ги пресметаме резултатите во проценти и секако ќе ги соопштиме некаде пред рекламите. Сега заедно ќе го погледнеме прилогот на Тамара Марковска, а потоа почнуваме со вас. Хаосот со јавниот превоз продолжува. Автобусите на ЈСП денес останаа паркирани во своите бази бидејќи немаат нафта да возат. Низ скопските булевари сообраќаат околу 50 автобуси кои возат на газ. Телма од рано утринава е на терен и проверува каква е состојбата на автобуските постојки. На најфреквентните места можеа да се забележат линиите 16, 24 и 5. Патниците револтирани се пожалија дека немаат како да стигнат до потребната локација. Вината за овој проблем ја гледаат кај градоначалничката Арсовска. Избраха, не може Арсовска, па влада зашто има? За тоа не работиш добро, магла да те нема. Не само да така, не, парите у джеп, а ја овдека ќе мрзнам. Да се затвори градски сообраќај, да нема автобуси, нека се продадат автобусите, нека возат приватњаци. Иначе ова е баш и возлук у град Скопје. И да нема више градоначалник на град Скопје. Да има градоначалници по општини само. Моје разместување е дека мора да има некој закон да се смени некој ако не е добар. Ова покажа дека е катастрофа. Големците не се возат со автобус. Никако да излезат срамота за ова Македонија наша, да нема нафта, а градски е државна институција. Председателот на синдикатот на ЈСП Стојановски вели дека граѓаните не треба да ја барат вината во вработените на ЈСП. Тој смета дека проблемот е настанат поради приверањето во Советот на град Скопје меѓу советничката група на владеачката партија и градоначалничката. Таму 3 години и советничката група на владеачката партија заедно со председавачот и градоначалничката Данела ги уништија јавните скопски претпријатија. Како што ЈСП нема нафта да ги обслужи граѓаните, верувајте ми дека и комунална хигиена нема пари за половина од камионите да одат да го собираат сметот низ градот. Приватните превозници велат дека тие имаат околу 200 автобуси кои не се максимално искористени и со нив може да го пополнат недостигот на ЈСП. Приватните превозници веќе некое време возат само после 17 часот, бидејќи се уште не им исплатен долгот од над 2 милиони евра. За денеска тие најавија дека ќе имаат состанок и ќе одлучат дали дополнително ќе го редуцираат превозот. Состојбата е алармантна.
Ние и минатата седмица предупредивме дека може да дојде до вакво нешто, затоа побаравме до надлежните да не повикаат и да се организира проширен состанок на кој ќе можеме да се договориме и да направиме реорганизација на јавниот превоз во градот Скопје, за да не се доведеме до ваква ситуација. За проблемот со ЈСП, утре се најавени протести пред град Скопје и во општината Шуто-Оризари. А Црвена линија денес прашува, има ли некој во Советот на град Скопје што ќе се сети дека скопјани ги бирале? Почнуваме секако со вас. Добро вечер, добар ден. Добра вечер. Добра вечер. Па ви се чини ли дека има некој во Советот на град Скопје кој што ќе се сети дека скопјани ги бирале? Баш пред да се вклучи во програмата, ја слушав градоначалничката. Се работело за тие 86 автобузи. А како погон беа на електричен, не знам што. Знаеш каде е грешка? Зашо не дигаат во општината, во град Скопје, не дигаат два представа МРО? Затоа што не иде директно према град Скопје, разговара, да речеме, со тие 86, директно со производителот, него меѓувреме, али машиот од градоначалничката или братија или ова, направиле фирма, па мора преку нив. Како што каже господинот од Риличани, ако кошта 15.000, ќе биде 35.000. Затоа е тоа, овие кочат, не дигаат две раце. Не да не ги сакаат тие 86 автобузи да дојдат во Скопје од утре да работат. Зашто преку? Тоа исто се случува и во владата. Кој ќе дојде нешто, и донација да ни дојде негде од светот, тие одма вториот или петтиот рипат, после една неделја, 2-3, направат една фондација или нешто, преку некој брат, сестра, тоа, она, преку нив доаѓа. Ова кој се прави разговор директно влада со влада, град со град. Се ближат локални избори, се извинувам, се ближат локални избори. Дали знаете за кого нема да гласате, да или не? Нека ти го извини, ти ке тонот мора да ти опокачат, иначе ништо не заслушаме. Добре, и ве верувам дека одгоре го регистрираа вашето барање. Ние сме и секако благодарни за тоа што ја почнавме оваа дискусија во Црвена линија со вашето вклучување. Останете со нас, продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Сега се сложувам, ајде све оди, меѓутоа еве сега ВМРО криво за тоа што сакало преку друга нивна фирма. Зашто пред тоа еве беше СДС? Зашто тогаш не направија? Значи не можете само некого да окривувате. Ете, ова не е од вчера, од кога дојде ВМРО, ше пред да дојдат, значи тогаш беше другата. Овако друг беше министер за локална пензионерот, го донесува пензионер министер за локална, кај се покажа Пенов и што се покажа и што направи. Само пари да се земе. Значи не можете вака само етикета да лепите сега дека биле преку таа фирма, онаа фирма. Па градоначалничката убаво рече дека има пари. И сега не гласале. Ако не гласа ВМРО, таму има како изгласава СДС и ДУИ, кога беше во нејзина корис, кога требаше да се изгласа. Значи не може само етикети да се лепат ако не работиш како што сакаш или по некоја директива. И на тие советници 500 евра плюс плата месечен додаток подхитно да се укине. Како за нив може да има, а не може за граѓаните да има гориво и што ти ја знам. Градоначалничката колку време ги мафташе приватните превозници и уште ги мафта да не им плати, овој крив, оној крив, на крај па испадна град Скопје крив, само тука жената да се покаже, ја не знам уопште како не е срам таква интелектуалка млада, така да сега подхитно требе министерот за локална. Што требе, како требе, нека смени, на кој му се свиѓа, на кој не му се свиѓа, на народот да удоволи. Ке подсетам 90 секунди е време трењето на едно јавување. Благодарам и вам за учеството и секако веднаш ке ве префрлам унаму, каде што и топло ке препорачам секогаш да кликнете, тоа е telma.com.mk. Секогаш да бидете навремено, брзо и квалитетно информирани. На самиот некаде почеток на Црвена линија ќе започнеме со насловот
на кој што ќе сакаме да се задржите, а тоа е дека владата овозможува да се позајмат на градот Скопје дел од нафтените резерви на државата. Сушност, владата вонредно расправаше поради недостигот на енергенци за објавување на јавниот сообраќај на територијата на град Скопје, при што беше констатирана лошата состојба и недостиг на гориво за потребите на јавното сообраќајно предпријатие, при што владата се вклучи во решавање на овој проблем. Соопштуваат од владата, се донесе одлука со која се утврдува постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија на подрачјето на град Скопје заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот на топлинска енергија, велат во владата. Telma.com.mk многу повеќе за она што зборуваме секако можете да прочитате. Ќе ја издвоиме и неколку наслови понатаму во тек на ова издание, но продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер, се слушаме? Да, одлично се слушаме, повелете. Видите вака, да ова да немаше да дојде до ова дереже, Шилего, која беше претходно градоначелник, која кажа дека треба да се стави шински сообраќај, трамваи и тролебуси и да немало гориво, сепак тоа би го покрил градот. Тоа сите го игнорираа. Што е крајно несфатливо, не можем да разберам. Едно. Второ, премиерот Мисковски, за да може да дозволи град Скопје држава, да остане без ова. Имаме стоковни резерви, има ова. Што нема потреба народ да се замара да чека таму, а плати од карти однапред. Ова е голема брука за владата, да ви кажем отворено. Ја како граѓанин се возам и сега не можам да се возам, фино лепо го земам мојот автомобил и се движам со неа. Со тоа што го заградувам воздухот пуст него што треба. Ова е незамислено, ја мислам дека владата треба да си поднесе оставка под хитно. Ако има доблест и да дојдат некои други луѓе да може да раководат. А градоначалничката и се врши голема репресија, ја мислам дека е во права се што го кажа. Не ја дозволува да работи жената. Го слуша незината последната изјава, све е на место, да ви кажем отворено. Се ближат локални избори. Дали знаете за кого нема да гласате? Ја лично не би гласала за оваа партија. И не сум гласал никогаш. Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Да, добро вечер. Господине Љупчо, еве, ви се чини ли дека има некој во Советот на град Скопје што ќе се сети дека скопјани го гласале? Ма тие, пазете, од 1-2 кила сол кизерат само да биде понивно. Тука е приказката во тоа. Во инатот не е ништо тука проблематично. Имате, пазете, знаете дека ја не сум ја гласал Даниела и знаете дека ја сум против незиниот избор, поради таа незина фикс идејата улицата Цветан Димов да биде на 2 нивоа и кажал дека тоа градежно и сообраќајно не е изводливо, меѓутоа другите пензионери кои алчни за гага превоз се наместија, па го послушаа ВМРО и гласаа за нејзе. Еве сега си гласате, си добивте, а тоа што си спокара они после изборите и што се раздружиат, тоа е други 10 и саке докажуваме што е постаро кокошката или јајцето, дали она отишла со СДС, дали ево со овојга со Петко или со Јанко. Се покажа денешното соопштение на телевизија на денот вчера дека намерно се прави блокада на градот Скопје. Сега да кај со градове собранието на градот Скопје не дозволува да се купат тие фамозни 250 автобуси, каде владата не ќе да ги прими парите од градот Скопје за да она ги купи автобусите, затоа што се правиме дека имаме кратко памтење, не ги знаеме предлозите од градот Скопје. Денеска се покаже дека последниот удар се обиде е направен преку Бирото за јавни набавки. Со тоа што не им е поништен тендерот, двата тендера за набавка на нафта на ЈСП Скопје им се поништени. Што значи граѓаните да сватат. Не купува Даниела нафта, купува ЈСП Скопје. И тогаш се поставува прашањето зошто му се блокираат тендерите. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Повторно ќе ве потсетам, секако задолжително кликнете и на telma.com.mk. Во однос на темата задржете се и на овој наслов. Бирото за јавни набавки ја прекинало постапката за набавка на нафта за ЈСП и распишан е нов тендер. На веб сајтот на јавни набавки стои дека пред една недела е поништена постапката за набавка на гориво Евродизел по инструкции на Бирото за јавни
набавки. Како и да е, подсетувам, кликнете на telma.com.mk и прочитате многу повеќе за насловите кои што ги издвојуваме во однос на темава. Добро вечер. Здраво, сакам да коментирам за темава. Значи, владата нека не се прави, значи, на Ве слушаме, продолжете. Да. Владата нека не глуми лудило, таа Мицковски само нека им каже на пратениците да ги изгласат законите за ЈСП, да се купат автобуси и проблемот ќе е решен. Сега ова за нафта, за глупости, тоа се е паушална работа. Мицковски само да крене телефон да им каже на пратениците да купат автобуси и проблемот е решен. Иначе Данела Арсовска е само еден доказ колку е глупо, односно гласачкото тело на ВМРО-ДПМН. Да стават мајмун. Вака сега, многу ми е драго што се вклучивте во дискусијата. Може би вие прво искуство во црвена линија, но етиката и правилото на црвена линија секако дека треба да се внимава на изборот на зборовите, односно се вклучува црвената линија кога се зборуваат погрдни зборови, односно се алудира на насилство, имаме говор на образа. Така да се може да се каже, но секако внимавајте сето тоа да биде. Колку и да сте гневни, разбираме, и колку да сте изиритирани од случувањата, секако може да се поентира на темата, а да се изостават погрдните зборови. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме во црвена линија сте. Моje поштовање. Благодарам. Во Скопје без пред една недела се врати, а цела недела се вози со автобуси на градот. Да ви нешто кажам, нигде не чекав од 5 до 10 минути. Докато на Скабања без до многу места. Ало? Да ве слушаме. Може и малку погласно би ве замолил. Вете, се возев на 52, на 63, до Бутел. Нигде немав проблеми. Само кога се вози до Бутел по спуштање, имаше за грабеж, але јас успеа да го фатам и да го отстрнам од мене. Се возе во нов автобус, имаше нови гуми, нови седишта. Така уреден автобус не бе видел. Цела недела нема никаков проблем. И затоа, вете, јас мислам дека оваа работата хајка е, луѓето не знам, тоа е за мене непоштено да се јавуваш и да критизираш некоја работа. Поминав го плоштадот, поминав Битпазар, пешки одев. Па ми вика дека може да те нападне некој вамо таму. Не е точно. Знаете што? Тука работи тајни служби. Благодарам многу и вам за тоа што со јавноста ги споделивте вашите ставови. Еве напомена за останатите гледачи кои што ќе бидат вклучени, внимавајте тајмерот, едно јавување е 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер, од Кочани звониме. Поздрав до оние кои што не гледаат од Кочани. Па еве како ги коментираат случувањата со јавниот превоз во главниот град? Гледај, јавниот превоз за мене. Лично за мене, и јас мислам како градоначалник, Даниела Арцовска нема тама ништо направено. Ево ќе ви кажам, партиска линија, јас сум СДС. Ево ќе ви кажам, меѓутоа наоѓа криви дрини, да речам, на ВМРО. Не. Тама ништо, овие 4 години нема ништо направено. И срамота е луѓето, скопјани без разлика имаат од секаде таму по Скопје и од секаде. Срамота е, не знам, ажурност нема кај неа. Не, тоа е далеко. Ајме, ви се чинили дека имали некој во Советот, ве молам, дали ме слушате, ви се чинили дека има некој во Советот на град Скопје кој што ќе се сети дека скопјаните ги гласале нив? Не знам, ама
сите се против неја. Да ви кажем, ја барем моје мисли. Сите се против неја. Против неја. Таман, ево ја што следам, колку што знам, јас сум 60. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Сега кој ќе ве охрабрам, ако сакате нови 90 секунди, завртете го телефонот 02-307-0005. Добро вечер. Здраво. Здраво, добро се слушаме, па и ви се чинили дека има некој во Совет на град Скопје кој што ќе се сети на скопјани кој што ги гласа? Па има неколку што ги знам таму, млади деца кои се од најјаката партија у државата, кои луѓе не може да разберат каква партија е тоа. Тие само едино таму држат вода, другите никој. Нити од рамковните, нити од овие Курто и Мурто што ги викаат. Значи, само тие неколку души, не знам колку се, 3-4 советници се, ајде ќе ги нагласам левица. Само тие се грижат за све тоа, ама џабе. Немаат моќ. Моќта народот треба да им ја даде. Иначе, ова е лечење суети. Ова е комплекси лечење. Тој сега што е министер за локална самоуправа, тој истиот од тие негови комплекси се наметна да биде министер, ништо повеќе. Името не мога знам, мислам, дори ми е мрско да му го спомнам. Значи, сите тие суети негови ги плаќаме ние, што сме ги гласале. Ако ќе се сетам на онаа идилишна промоција која се промовира за да бидат заедно со нивната представничка Даниела, ќе бидеме градоначалници, државата ќе цвета, градот ќе биде како у песнине што беше градот пак ќе расне, знај. И тоа ќе биде бесплатен превозот, ако се сеќате на тој бесплатен превоз. Поздрав. Благодарам многу и вам за одговорите. Подсетување секако на tilma.com.mk. Насловот е всушност ситуацијата ја предизвикаа советниците од актуелната власт. Интервју кој што имавте можност, оние кои што го погледна, одеше на Телма во рамки на вестите со градоначалничката Даниела Арсовска. Тврди дека со години им остава одврзани раце да одлучат по однос на ова прашање, но тоа никогаш не се ставало на дневен ред. Според неа тоа е така, бидејќи досега биле навикнати на носење тендери во 4 очи. Инаку, интервјуто ќе биде емитувано и во рамки на вестите во 18:30, како и во рамки на вестите во 21 часот и 30 минути. Секако ако кликнете на tilma.com.mk, можете и веднаш да го преслушате ова интервју. Добро вечер. Тување, госпожа Тина. Големо почити до вас, секако повелете. Поздрав за сите слушатели, гледачи. Прво нека им е среќен празникот на сите што слава Свети Арангел и ги молам газдите помалце политика, појќе песни, појќе мезе, појќе пиво, вино нека пијат, ракиće. Но еве за да се стигне до именден и до слава, секако ни треба јавен превоз, ние денеска тоа го немавме. Има коли, се вака. Има една песна од Лепи Сол. Скопје на здравје нека ви е. А јас ќе ви го кажам решењето за Скопје. Не само за Скопје, за Македонија. 33 години, овие што се на власт и ВМРО и СДС и ДУИ, се кошмар за македонскиот народ и за скопјаните. Само да ти поднесат оставка, а ќе дојде време ова што ќе го кажам, само словенци 10 години, 10 луѓе ќе не оправат во сите сегменти, не само во градски сообраќај, и во економијата, и во образование, и во здравство. Иначе вака, верувајте, само ќе се коментираме, вие телевизиите, као на една телевизија која реков, абе дајте протест ако треба, утре ќе има протест, не можеме ништо. Ништо нема да направиме. Само така скопјани и градски ќе се оправи Македонија. Со овие луѓе ништо не правиме, верувајте ми. Една генерација жртва треба да бидеме. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Апсолутно многу се коментираше и на социјалните медиуми, на сите страни, сосема логично. Па ќе почнеме со коментарот на Марина Тодоровска, која што напишала:
Данила си зема висока плата, не ги исполнува надлежностите менаџирање со градот. Кој е виновен граѓаните ли што на студено време во утрински часови во тек на ден чекаат со часови автобуси, се надеваат дека во градот има градски превоз. Еве уште еден коментар од многуте. Карафил Поповски напишал: борба на приватниците да го превземат целосно јавниот превоз, што се уште е во државна собственост. Нешто друго се ќе платат граѓаните. А на темата ние имали некој во Советот на град Скопје кој што ќе се сети дека скопјани ги гласале токму за да им биде подобро на скопјани. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Да, здраво ти. Ако има скопјани во Советот на Скопје, тоа некој ќе му текне дека скопјани ги гласале, ако има скопјани. Се надам дека се наоѓаат некој таму, ама ајде да не биде. Кратки се 90 секунди, си извинам, кратки се 90 секунди. Видите, ова е веќе еден неуспех на премиерот и на останатите и на сите министерства, дури на претседателката. На надворешната страна, мислам за дома одма ствараат криза. Кога некој ќе ги нападне, веднашка одма ствараат криза. Кризата се знае каде е слабата точка, тоа е градот. Без разлика, Данила Арсовска се покаже како стварно неуспешен градоначалник, дали по себе, дали по нешто друго, не се знае, дали е Советот тамо, дали ги спречуваат ВМРО и така натака, дали СДС, кој ќе прават, како ќе правеле, значи сепак ќе остава една црна дамка за скопјани. Не, главниот момент е тоа што дека кога ќе се нападне премиерот или било кој друг ќе се нападне, да, веднаш се ствара одма криза. Само да се тргнете од темата, луѓето се тргнат од темата за него. Видите вака, во оние збор за Ектал и Бенка, 300 милиони и така натаму. Ајде да се спомнеме колку пари беа автобусите што ги зема код се, колку пари беа тие. Тоа кој е износот? Да никој не му текна тоа, тие автобуси сега воопшто не функционираат. Срамота. Колку пари се? Тоа се пари на граѓаните на народот. Тука не може тоа, значи оние едноставно ќе бидат казнети ВМРО заради нивната реторика, заради нивниот овој начин на. Благодарам многу. Знам дека потенциравте дека 90 секунди се премалку, но време трењето на црвена линија е толкаво колкаво што е, па е соодветно и пресметано секое јавување да биде 90 секунди со цел да се вклучат повеќе граѓани, да слушнеме што е можно повеќе размислување на темите за кои што зборуваме. Ке ве охрабрам завртете повторно за нови 90 секунди и благодарам за вашите одговори. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало, добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Ве слушаме, повелете. Ало, се слушаме? Да, продолжете. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Држава така владе и во Скопје за сообраќајов, на градскиот сообраќај, затоа што се виде дека тука има коруптивни работи, затоа што прошлата влада она има тендер за набавка на нафта и тој тендер е поништен затоа што цената негова е 110 динари за литар. А сега нафтата е 70 динари. Тука е проблемот, значи тука има коруптивни работи со тендерот. И сега овие не сакаат да купат по таа цена нафта, затоа што е многу скапа, 110, верувајте. И сега сака да го поништат тендерот, а иначе преходно уште не ги плаќале по таа цена од градски сообраќај и должат доста пари. И сега таа задолженост е од коруптивни работи, затоа што прошлиот тендер бил многу скап. Тука е проблемот. Иначе, ја не знам ВМРО што се бунат овие, кога ВМРО кандидираше градоначалничката. Сега, касно е да се сети. И при изборот треба да има и контра. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Не ќе потсетиме дека граѓаните всушност само сакаат редовен превоз. Има и зошто го сакаат, бидејќи плаќаат слободни месечни карти, а одат пешки и со такси, секако многу поскапи варијанти, но целта е да се стигне на време на работа, на училиште. Се разбира, може би некој хитно треба да стигне и во болница, како и да е, граѓаните денеска се сведоци колку е парализиран јавниот превоз.
Ајде да слушаме што ќе кажат останатите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Сега вака, Скопје треба да се децентрализира. Значи, не иду овде пари да се дават за автобуси и за нафта. Државата до тоа да е дојдена и тие кучиња лајка у кавана се изедоа 3 дета тие кучиња. Да се вратиме на темата, ве молам. Се јавувате, предпоставувам, од Кавадарци. Свесни се дека јавниот превоз денеска е не во криза, туку во депресија. Дали сметате дека во Советот на град Скопје некој ќе се сети дека ги гласале граѓаните? Нема да се зборувам сега. Сега вака се зборувам за темата. Така. Значи, пари нема да се децентрализира Скопје. Тие двата факултета, земјоделско-шумарски и технолошко-металуршки факултет. Најголема метална индустрија има у Кавадарци, тоа е ИГМ. Просто го знаат скопјаните. И тие двата факултета кога се отворат и нема да има гужви во автобусите во Скопје. Значи, за Вардарскиот регион ќе биде центарот Кавадарци. Кавадарци е еден од најразвиените градови во Македонија. Тие двата факултета да дојдат во Кавадарци и тоа подхитно и во Струмица и така нема да има. Благодарам многу за јавувањето. Секако ќе подсетиме како и секоја метропола на секаде во светот, секој град си има свој сопствен јавен превоз. Е така до денеска се имаше и Скопје, но скопјани денес воопшто не успеа со јавен превоз голем дел од нив и да пристигнат до целта. А целта е училиште, да се стигне на работа, можеби до болница и така натаму. Ние денес во Црвена линија ве прашуваме, има ли според вас некој во Советот на град Скопје кој што ќе се сети дека се изгласани од скопјани? Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Ве слушаме, повелете. На помош денешен свети Архангел Михаел и сите свети ангели, честити имиња, честити слави, па сочувствувам со нашите брајки и сестри во Скопје, дека земнат нова време, дека чекаат, губат време, се нервираат, но кој е крив? Јасно дека е одговорна таа Данела. Значи таа менува директори на ЈСП, на Комуналец, на Водовод во Скопје на секои 3 месеци, на 5-6 месеци менува. Значи таа ги поставува и таа е одговорна. Ако тие се неспособни и ако ги ставаат рачињата во медот, тогаш кај ни вината. ВМРО пред 3 години се откажа од НЕЗЕ, си повлече своји таму директори што беа и остави НЕЗЕ сама да управува со град Скопје. Сега таа, ако става неспособни директори, а тие директори се од СДС и од ДУИ, таа одма се трансформира, влезе во коалиција со СДС и со ДУИ. А ти се сакате да кажете дека во Советот на град Скопје нема од владеачката партија советници? Ама тие не се власт. Таа е власт. Таа поставува директори. И таа одговара за нив. Ако тие не се способни нафта да набават за автобусите, тие се криви и таа е крива. Што е крив Советот? Советот, да речеме, дава пари, ако треба. А тие, ако не се способни нафта да набават, тие се одговорни. Така, благодарам многу и вам за одговорите. Ајде малку да ви прочитам дел од коментарите на темава. Петре Јелак Суцур напишал: суетата на Мицковски, до кога? Ивица Екимовски напишал: приватните нека возат и наплаќаат како порано, да не чекаат пари од ЈСП. Да не чекаат и гледачите, секако ќе продолжиме со вклучување. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Се јавувам од Битола. Поздрав до битолчани. Не знам овој Италија зошто го пуштате, бе. Тоа е катастрофа. Доброто. Слушај, се јавувам во врска со ова, што одобрија владата нафта само за Скопје. Добро. Сега треба бесплатно нафта за Скопје, треба за цела Македонија во градовите донада. Мицковски не е од татко му ова што одобруваат.
тој се знае како асистент тамо кај татко му беше, си праја како што сакаат. Сега треба во градовите во цела Македонија за да возат овие автобуси, нафтата да биде бесплатна како по Скопје. Така. Добро, еве како ја коментирате состојбава со јавниот превоз во главниот град? Па во главниот град гледаме катастрофа ама не е добра и во другите градови кај што нема нафта, да речеме. Ама другите градови не се жалат како во Скопје. Во Скопје кога ќе отвориш немаме автобуси, немаме ова, немаме овде. Па тоа го направи ВМРО да нема автобуси во Скопје, друг не го направи. И па затоа народот страда дека ги изгласа. Па нека си страдаат за тоа што ги изгласа ВМРО. Благодарам многу и вам за учеството. Секако продолжате да не следите. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушаме, повилете. Се слушаме? Да, повилете. Вака. Зашто народот кука немало автобуси денеска? Јас излегов низ град. Абе не може да се разминам. Сите оние што требаше да стават црвени таблички, превезуваат деца во школи на работа, тоа беше хаос. Почто многу народот в Скопје 80% го познават, ми ме познаваат. 80%. И тие возила беа во оптек денеска, све се возеше. И не ишмало на 10 души, викам, камо ти бе црвени таблици на возилово? Вика тоа. Тоа за јавноста, вика. Ние ќе возиме вака. Абе, оставка одма требаше си земат и градоначалничката, и тие другите кои се одговорни овона. Одма да се збришат. Тоа е држава. За ситница, оставки, одма други да дојдат. Па нафта, пумпине, бензински, сите се полни. Вака се телефон ќе завртам, давајте сите нафта, со позурчето дојде ќе ти платам од општината. Има решение. Нема, како ти кажам, способни луѓе. Ја тоа за секунда ќе го решам. На сите бензински пумпи ќе ги пратам, автобусите да пълнат со документ, да ми дојде тамо толку нафта стави, ќе се уплати. Кај е проблемот? После ќе се рапчисти. Ова што личи ова. Благодарам многу за јавувањето. Еве од утрово секако ќе ви покажам фотографии како изгледа, што еве досега не се случило, мора да признаеме. Паркирани дел од автобусите од ЈСП. Ова е на влезот пред градскиот трговски центар, така да еве денеска скопјани беа соочени со вакви слики, односно со вакви призори. Како и да е, ќе подсетиме дека денес едноставно во црвена линија ве прашуваме има ли некој во Советот на град Скопје што ќе се сети дека скопјани ги бирале. Всушност, најголемата колатерална штета се граѓаните на главниот град кои што денес остана без јавен превоз. Добро вечер. Добро вечер. Ало. Ве слушаме, во црвена линија сте. Добро вечер. Добро вечер. Сакам да кажем за Скопје добро сега, вака. Градоначалничката бе треба да си даде оставка, одма бе подкитно бе. Како него е срам бе по Скопје да луѓите да мрзнат бе. Деца да мрзнат, да не може у школа да дојде, да се нервират овој. Што сака она бре? Сака ли што она нареди? Менја директори овдека, менја овдека. Мене е срамо да дојде. Скопјани треба да се дигнат утре и да му кажат, да го спричат од тој. Како него е срамо да мрзнат луѓите по оној. Оној е градоначалник, не сам ја. За тоа е поставена, за тоа се го изгласале луѓите. Срамота. Докуде го докарамо овај Македонија? Докуде стигнамо? С тие такви неписмени луѓи. Тако него е срам. Нека искочи, нека каже, другари, Советот не ми дава. Па так народ ќе стане па против Советот. А она ќути, крие се, разбираш, у ќошките менја директори. Еден дрга тури, други тој. И тој, замислите си, од тој
Збере, доведе ги таму, доведе ги од СДС и прави розар у СП. Срамота. И така тој не, како не го е срам? Откитно треба да си отиде. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Сега дојде дури времето кога ќе ви соопштам како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм на денешната анкета. Сега ако заследете не, ако не сте дел од нашето Инстаграм семејство, за да учествувате во утрешната анкета. На прашањето се ближат локални избори. Дали знаете за кого нема да гласате? Со да одговорија 71%, со не одговорија 29%. Сега малку ќе погледнеме реклами, а потоа се враќаме во студио. По рекламите во студио останува секако да ви се заблагодарам како и секогаш што заедно со вас ја креиравме оваа Црвена линија. И сега останува да ве транспортирам на едно убаво место, каде што барем скопјани заедно со Нина Тикате ќе подзаборават на денешните голготи со јавниот превоз. Дали се слушаме, комши? Се слушаме. Така е, доколку не гледа. А сега се гледаме. Доколку не гледаат, веќе ја поминале голготата со јавниот превоз, значи веќе се дома и на топличко. Така да, а од утре ќе го мислиме нов ден, чекај да го доживееме овој до крај, така ли? Така е, да. Така, сега ќе ни биде убаво со вас. Така е, да се забавуваме малку, удиме со шпица. И да се насмеја.